Драги гледачи, добро дојдовте во светот на фудбалот преку спортските репортажи на Ирис телевизија. Фудбалските второлигаши од групата Исток на програмата во овој викенд ги има надпреварите од редовното четврто коло, во кој камерата на Ирис телевизија беше на градскиот стадион во Пекчево на средбата Кид Го Тиквеш, Кавадарци. Конечно и оваа лига наликува на нешто специфично, бидејќи фудбалските садокусци милуваат да гледаат фудбал, во кој во главна улога екипа од рангот на Тиквеш, Вардар Неготино, Кожу, Борец и многу други, има свој некогашен респектабилен багаж, но забод на времето ги беше отргнало фудбалските мапи. Во разговор со шефот на стручен штаб на Тиквеш, Лупчо Димитковски Гањо, инаку искусен стручјак и стратег, дојдовме до сознание дека клубот ја има поддршката од челните луѓе во Кавадарци и заедно со раководството формираат тим кој во перспектива би имал и текако што да прикаже и покаже. Составот на Тиквеш тој го потврдува, бидејќи Лупчо Димитковски има еден убав спој на младост и на искусни фудбалери кои во периодот што следи сигурно ќе се надградуваат и ќе постигнуваат добри и вредни резултати. Впрочем, во првите 3 кола екипата на Тиквеш има остварено една победа и 2 нерешени средби без пораз. Тимот на Кид Го достигна зенит во оваа сезона со пласман во втората лига и засега има биланс од 2 победи и 1 пораз од Брегалница. Радови податокот што овие фудбалери го надиграа прволигашот Шкупи во националниот куп и сега ги очекува осми на финален двобој со актуелниот шампион и освојувач на купот, тимот на Шкенде од Тетово. За надпреварот Кид Го Тиквеш, шефот на стручен штаб на Кид Го Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 96 Мирза Дураковиќ, број 2 Никола Ристевски, број 6 Иле Синев, капитен, Мартин Стојанов број 7, 8 Владимир Дујовски, со број 13 Иван Колев, број 15 Александар Темелков, број 16 Зоран Андонов, број 19 Мартин Димовски, број 22 Петар Најдов и со број 23 Иван Настески. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Стојан Богдановски, број 4 Дени Андонов, број 10 Маријан Ташков, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 17 Иван Галевски, број 21 Филип Неделковски и со број 24 Стојан Глигоров. Шефот на стручен штаб на Тиквеш Лупчо Димитковски се реши за следниот состав. Со број 98 Петар Арсо, број 3 Дарко Дигаловски, број 7 Иван Ивановски, број 8 Наумче Бакрачевски, број 10 Георги Мојсов, капитен, број 14 Стојан Петковски, број 17 Мартин Петровски, број 21 Александар Вареловски, број 22 Васко Митрев, број 25 Александар Мишов и со број 32 Дарко Илиевски. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Александар Игески, број 12 Ангел Гелов, број 2 Кристијан Ризов, број 5 Методија Делов, број 9 Андријан Чаволи, број 11 Роберт Митев и со број 19 Павле Богев. Главен судија на овој надпревар е Никола Костенчев, прв помошник е Саши Тошевски, втор помошник Мервин Топојани и како четврти судија е Христијан Божиновски, сите од Скопје. Контролор на овој меч е Петра Илиевски од Прилеп, а делегат е Синиша Стојчевски од Скопје. Времето во Пекчево е ведро, сончево и топло, теренот идеален за игра. Играчите на домаќинот Кид Го се во бели дресови, а гостите од Кавадарци во црвени дресови и тие преку Александар Мишов тргнуваат првиот центарот на игралиштето. Сушниот фудбалски период од недоволното внимание кон формирањето на играчки кадар од минатите години со доаѓањето на Лупчо Димитковски полека но сигурно се надминува, но сепак веќе во првата минута тимот на Тиквеш прави прва измена и тоа на голманската позиција, при што од игри излегува младиот Петар Арсов, а на негово место во игра влегува Александар Игески. Се игра вогон на средината на теренот со почетно испитување на силите и со евентуални контри гостите би барале своја шанса. Тоа им се укажува веќе во првата акција, погрешка на домашните играчи во позиција за напад е Бакрачевски, но постапи брзоплето и шутираше непрецизно крај голот.
Георги Мојсов е искусно име во родовите на Тиквиш и креатор на нивната игра. Нафрла пред голот на Кидго, Димовски е побрз од Ивановски и исфрла топката во корнер. Прв корнер за гостите, по кој интервенираше повторно Димовски и со глава исфрла топката на спротивната страна која оди во аут. Мартин Стојанов во последно време е еден од најстандардните и најопасни играчи на Кидго. Се пробива по десната страна, испрати центаршут, на топката неспретно реагираше Андонов, не ја смири најдобро, што беше доволно Петкуски да интервенира и да расчисти пред својот гол. Иван Ивановски е постојана закана за одбраната на Кидго и во главном акциите на Тиквиш се организираат по неговата десна страна. Тоа е фаулирана работа казетиот простор на Кидго, а за слободниот удар е задолжен капитенот Мојсов. Нафрла Мојсов, а во гушата пред голот на домакините со глава интервенира Најдов и ја исфрла топката во корнер. По изведениот корнер нема опасност под домакините кои расчистуваат оваа ситуација. На спротивната страна во казетиот простор невнимателен беше Вареловски, која загуби топката во дуел со Настевски, дојде до контакт во кој домашните играчи бара пенал, но близу беше судијата Костенчев и дозволи играта да продолжи. Во контрнапад Ивановски опасно се закани по домашниот гол, но сепак одбраната на Кидго беше на место и не дозволи изненадување. Брза акција изведена во 20-та минута, во која Дуевски одличи го проигра Андонов, кој пак ја враќа топката нанаса кон пеналтикот. На место Илиев и исфрла топката во корнер. Корнерот е лошо изведен, без никаков ефект, а топката оде на спортивната страна во аут. Иако е пеколно топло во Пекчево, единствената трибина е постојано полна. Симпатизерите на фудбалот уживаат во играта и на двете екипи, но сепак присутна е желбата да видат и по некој гол. Дали ќе има голови, останува на играчите да ги подесат нишанските справи. Неколку грешки на домашните играчи на средината на теренот се опасна закана по нивниот гол. Така беше и во ситуација кога Ивановски освои топката и веднаш е префрлен на спротивната страна кон Мишов. Овој пак се реши на дриблинг, при што сепак блокираше Колев и сфрлајќи ја топката во аут. Во истата минута повторно Ивановски е нафрла пред голот на Кидго, а штоперот Колев е исфрла топката во поле. Се закануваат и играчите на Кидго и тоа во самиот финиш на првиот дел. Мартин Стојанов атрактивно со пета го проигра Најдов, која сврте топката кон Настевски. Во идеална позиција, шпицот на Кидго од само 5-6 метри од голманот Игиевски го одбрана најлошото решение, шутираше високо над голот. Вистински момент за водство останува нереализирано во последните секунди од првиот дел. Веднаш по оваа акција судијата Костенчев означи крај на првиот дел, во кој мрежите и на Дураковиќ и на Игиевски мирува, односно остана негибнати.
На полувремето останува сигурно советите на Сенев и на Демитковски да бидат насочени кон подобрување на ефикасноста и престигнување на евентуални голови. Тоа се и оствари по само една акција во вториот дел. Несигурноста на средината на теренот, неколкуте загубени топки во овој дел од теренот беа на неколку пати предупредување за домашните играчи во првото полувреме. Се играше 47-та минута, кога домашните играчи на два пати им ја подарија топката на гостите, кои пофрно ја враќаа на половината на кит гол. Нападничата реакција на последниот одбранбен ред, кој си поигруваше пред казнетиот простор, последен со грешка кумуваше и голманот Дураковиќ, кој во сета своја добра намера да раштисти, го одбра токму она решение кое беше осуетен од Ивановски, кој ја пресече топката упатено кон Синев и веднаш шутираше во небранетиот дел од мрежата за водство на Тиквеш од 0:1. Голема радост на стрелецот Иван Ивановски ја бележиме 47-та минута, која ја сподели со сите своји играчи токму овде пред клупата на Тиквеш. Студен туш на градскиот стадион во Пекчево, кој веројатно ќе влијае на домашните играчи да бидат повнимателни, да се сконцентрират на играта и да се насочат кон напад и само напад. Димовски направи излет по левата страна, центрира кон пеналтикот, со глава реагира Неделковски, но лошо го прави тој и топката оди далеку покрај голот. Досуден е слободен удар за кит гол, а крај топката е Темелков. Следи силен шут директно кон голот, но Игевски со парада е внимателен и избоксува топката која иде далеку во поле. Во жарот на играта Мишо со пробив се обиде и да го измами Коле во казнетиот простор, интервенираше Коле, при што гостинскиот играч бараше пенал, а при тој и направи прекршок од позадина, за што доби жол картон. Судијата Костенче беше близу настанот и го санкционираше гостинскиот играч, при што дојде до непотребна расправа и гужва, која сепак заврши без понатамошни ексцеси. Играчите на Кит го изнудија прекршок, а слободниот удар го изведува Мартин Стојанов. Највисок во скокот и во идеална позиција е штоперот Колев, кој шутира со глава од идеална позиција, но го промашува целиот гол. Топката оди крај голот. Се обиде и вредниот Најдов, по успешниот продор, шутираше од далечина, но непрецизно топката отиде крај голот. Топката на средината на теренот, во последната Мелков, краток преглед на распоредот на своите соиграчи и ја опатува топката кон Марти Стојанов, кој веднаш ја спроведува кон Настевски. Со кратка задршка Настевски го префрли Илиев, а јутриот Марти Стојанов трчува и веднаш шутира во мрежата на немакиот Игор Игевски. Марти Стојанов го израмнува резултатот на 1:1 со гол
во 65-та минута. Конечно радост ќе играчите на Кидго на теренот и на гледачите на трибините, а до крајот има уште доста да се игра. Најважно од се играта на двете екипи е фајтерска со постојани акции на двете страни, коите конечно резултира и со 2 постигнати гола. Најдоводен ова акција на Кидго ја додава топката кон Димовски, која се решава на центаршут на првата статива на место Илиев, кој со глава изведа топката во корнер. Корнер го изведе Марти Стојанов, на првата статива е Петковски, кој со глава ја изведа топката далеку од казнетиот простор. Се чини играчите на Кидго физички се поспремни, во финишот на средбата го засилуваат темпото на игра. Димовски најдов повторно се во акција, најдов атрактивно миново и се решава на шут кон голот, а голманот Игески во бековски стил со нозе и истрела топката во поле. Дека Тиквеш сепак е респектабилен и опасен во вакви моменти, се покажи во акцијата која предводеше капитенот Мојсов. Со долга диагонала, милиметарски го проигра Иваноси, кој итре влезе во каснетиот простор и ја врати топката наназад кон слободниот Делов. Се очекуваше сигурен гол, но на топката стартуваше Ристевски, кој успеа да изблокира и да го спаси голот на Кидго. Следуваат напади на Кидго како на филмска лента. Долг дегажман на голманот Дураковиќ, топката е прифати Настевски и веднаш го проигра осамениот Марти Стојанов, кој пак веднаш шутира, но голманот Игески феноменално одбрани и спаси сигурен гол. Следува уште една опасна акција на Кидго, во која голманот Игески беше побрз од заселениот Настевски, но топката дојде до Марти Стојанов, кој во слична ситуација од предмалку. За жал и овој пат Марти Стојанов промашува цел гол шутирајки ја топката високо над голот. Идеални две можности и шанси за промена на резултатот остануваат неискористени за домакините. До крајот на средбата ги бележиме обидите на Неделковски по центар шутот на Димовски. Шутираше непрецизно и шутот од далечина кога Игески беше на место и сигурно одбрани. Кидго Пехчево Тиквеш 1:1, стрелци на головите Иван Ивановски во 47-та за Тиквеш и Марти Стојанов во 65-та минута за Кидго. Интересен, возбудлив и до крај неизвесен надпревар кој сепак заврши во фер и коректна атмосфера, иако во текот на мечот фајтерската игра на играчите на обете екипи доведе до мали искричења, но сепак играчите беа во границата на коректноста, со што дозволија и одлична свирка на судиската четворка на чело со Никола Костенчев од Скопје. Самата завршица по надпреварот и пријателски подадената рака на актерите на теренот, секако и на членовите на раководството, доволно го отсликува пријателството на двете екипи кои беа и наградени со аплауз од објективната публика во Пехчево. Еве ги комплетните резултати од ова четврто коло. Вардар Неготино Детонит 3:2, Кидго Пехчево Тиквеш 1:1, Кошив Партизан Обршани 2:0, Плачковица Каменица Саса 2:1 и Брегалница Борец 0:2. Табела:
Борец е на првото место со 12 бодови, втора е Брегалница со 9, трето место Кожув 8, четвртото и петото место го делат Плачковица и Кит Гопективо со по 7 освоени бодови. Шесто место Тикве 6 бодови, седмо и осмо место за Вардар Неготино и Партизан Обршани со по 3 бодови, девето место за екипата на Каменица Саса со 1 и на последното 10-то место тимот на Детонит без бодови. Тука некаде е крајот на нашата денешна репортажа со подсетување дека надпреварите од следното петто коло на програмата ќе биде во сабота 22 септември, а камерата на Ирис телевизија ќе биде во Радовиш на средбата Детонит Кит Гопективо. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!